Денеска православната црква ги празнува преподобниот Симеон Мироточив, преподобниот Мартинијан и светите Зоа и Фотинија. Преподобниот Симеон Мироточив, Стефан Немања, голем владетел на српскиот народ, обединител на српските земји, творец на независната српска држава, бранител на православието, истребувач на ересите. Бил крстен во латинската црква, но подоцна се ослободил од таа црква и станал член на православната црква. Во почетокот, во државен поглед зависел од грците, но подоцна се ослободил од таа зависност и станал потполно самостоен. Кога ја утврдил државата и православната вера во неа, по примерот на својот син Сава, примил монашки чин во манастирот Студеница во 1195-та, добивајќи го името Симеон. Неговата жена Ана исто така примила монашки чин, го добила името Анастасија и се повлекла во женски манастир. По 2 години инокување во Студеница, Симеон отишол во Светагора. Таму се населил најпрво во манастирот Ватопет заедно со Сава. Таткото и синот ги поминувале деновите и ноките во молитва. Тука изградиле 6 параклиси посветени на Спасителот, на безсребрениците, на светиот Георгиј, на светиот Теодор, на Претечата и на светиот Никола. Ја купиле урнатината на Хилендар и созидале прекрасен манастир, во кој Симеон поживеал само 8 месеци и го завршил животот. Кога бил на издивнување, Сава по негова желба го положил на проста рогозина. Со очите насочени во иконата на Богомајката и Спасителот, блажениот старец ги изустил овие зборови: се што дише да го фали Господа, и се преселил при Господа на 13 февруари 1200 година. Елици во Христа крестисте ся, во Христа облекосте ся.
Преподобниот Мартинијан. Убаво е и преубаво житието на овој светител. Вреди да се прочита целосно. Што се не претрпел тој, само да ги исполни заповедите Господови. Во 18-тата година се оддалечил во планина викана Ковчежна во Кападокија и таму поминал 25 години во пост, бдение, молитва и борба со многу искушенија. Кога една жена дошла да го искушува, видел дека ќе падне во грев со неа, скокнал боз во огнот и постојал во него се додека болката не му пуштила солзи од очите и не ја убил во него секоја желба. Кога настанале други искушенија, тој побегнал на некоја осамена карпа во морето и таму живеел. Но кога при некој бродолом и на таа карпа испливала некоја жена, скокнал во морето да се удави, но делфините го дочекале на грб и го изнеле на брегот по Божјата промисла. Тогаш се решил никаде повеќе да не се населува постојано, туку непрестајно да патува. И така за 2 години поминал 164 града, исправајќи ги и советувајќи ги луѓето. Најпосле стасал во Атина, каде и завршил во 422 година. Светите Зоа и Фотинија. Зоа прво била развратница и искушувателка на светиот Мартинијан, па кога го видела овој испосник кај што скокнал во оган да го убие во себе секое посакување, таа горко се покајала. Отишла во еден манастир во Витлеем, каде како испосничка и затвореничка јуначки се подвизувала. Кога се покајала за своите гревови, таа добила од Бога дар на чудотворство. Светата Фотинија, бурата морска ја изфрлила на островот на кој светиот Мартинијан се осамил. Мартинијан веднаш се оддалечил од островот, а Фотинија завршила тука во пост и во молитва. Поуки од светите оци. Поуки од светите оци. Не плашете се од злото што е надвор од вас, но од злото во вас. Надворешното зло е допуштено и контролирано од Бог, бидејќи е Седржител. Но ние сме одговорни за злото во нас. Откако ќе ги видиме последиците на злите мисли, сваќаме дека е потребно да сме трезвени и внимателни. Митрополит Христифор Јордански.